Меѓународната заедница е разочарана од власта која не успеа да го испорача ветеното, дека ќе го протурга Преспанскиот договор. Ова е ставот на делот на аналитичарите по неуспешниот референдум, според кој се очекува да бидат испратени специјални представници во земјава, кои би ја менаџирале ново настанатата состојба. И тоа понижување таа можеби нема да може да им го прости на ВМРО ДПМН, но многу повеќе нема да може да им го прости на Зоран Заев и на својата дипломатска структура во рамките на Република Македонија. Видите, ако вие најмокната жена во Европа ја донесете во Македонија, тоа значи дека вие не и гарантирате дека референдумот ќе биде успешен. Бидејќи референдумот е неуспешен, тоа значи дека Ангела Меркел добила погрешни проценки, добила погрешни анализи и добила погрешно убедување од Република Македонија. Тие погрешни проценки, анализи и убедувања може да ги даде или амбасадата на Сојузна Република Германија во Македонија, или да ги даде владата на Република Македонија. Но кој да ги има дадено? Некој има излажена Ангела Меркел. И има излажено целата таа меѓународна структура која дојде во Република Македонија, го има излажено и подпредседателот на Соединетите американски држави господин Пенс. Сите тие дојдоа во Република Македонија. Тие не дојдоа во Република Македонија да бидат понижени, тие дојдоа во Република Македонија да бидат победници. Значи некој нив им гарантираше дека излезноста ќе биде 50+1, дека референдумот ќе биде успешен. Со ова се согласува поранешниот амбасадор Ристо Никовски, кој вели дека ова било пораз за власта донесена од странскиот фактор и шлаканица за освестување дека не може да биде прилажен македонскиот народ. Тоа е пред се тежок пораз за нив, разбирате, затоа што игра на една карта која се покажа погрешна и мислам дека вината за тоа дека сноси нашата влада, која изфорсира решение кое е историски неприфатливо и мислам понижувачко и уништувачко за македонскиот народ. Велам, тоа е тешка лекција, една добра лекција за нив и тежок пораз и ако сакате и да доживее една навреда, бидејќи не успева да го излежат македонскиот народ. Аналитичарите сметаат дека владата не испорачала резултати и покрај силната поддршка од странскиот фактор искажана преку посетите и пораките од најмокните политички фигури во Европа.